Моја идеја тогаш беше дека ЕУ треба да си го зема овој проблем како свој. Ако е сериозна за проширување, тогаш тоа што го кочи проширувањето да го свати како свој проблем. И ЕУ со нас да си има работа и да ни каже: од вас бараме ова. Ова се условите за да ни прифатите и да се земе топката од двата двора, затоа што македонскиот и бугарскиот парламент постојано вадеа некои резолуции, декларации до бескрај што ќе оде. Време поминува, доаѓа Франција да председава. Ако ви текнува, мотото на француското председателство беше за геополитичка Европа. Да. Ако е тоа мотото, нормално дека пристапот е геополитички. Нив технократски досадни теми околу реформи не ги интересираат. Нив ги интересира Макрон тоа што постојано го повторува. Кај ми се границите мене на континентот? Сака да си ги затвори дупките. Тоа покажува дека има центри политички и тоа мокни во Европа што се сериозни за проширувањето, затоа што сака да си знаат, што би рекол Макрон, кај му се границите на Европа. Никој не сака Европа да му изрешетана како швајцарско сирење. Друго време сме сега. Ова не се 90 со технократски моабети да тераме. Сега е хардбол. Или се затвара територија како европска, или ништо.